Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на посланието кое апостолот Павле им го пратил на галатјаните. Во ова проучување ќе обработиме стихови кои објаснуваат што значи да се живее христијански, или како што пишува Павле, што значи да се живее по духот. Секојдневниот христијански живот треба да биде токму тоа, чекорење по духот, односно да се живее во согласност со водството и поттикот на Светиот Дух кој живее во секој христијанин. Тоа не е нешто кое се учи преку ноќ. По претходното проучување ги читавме и обработувавме стиховите во кои апостолот пишува кои се делата на телото, односно кои се дел од гревовите, што ги вршат луѓето кои се водат според телесните страсти. Гревовите ги групиравме во три категории: сексуални, религиозни и општествени. Библијата е многу јасна по ова прашање и не соочува со реалноста дека во секој од нас има потенцијал да ги врши тие гревови. Единствениот начин како да го избегнеме тој живот е доколку по Божја милост научиме да чекориме по духот. Токму тоа го мисли Павле кога пишува: живејте по духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Така што, ако сте свесни дека имате некој грев на кој сте слаби и сакате да престанете да го правите, единствениот излез од таа ситуација е предаденоста и послушноста кон Светиот Дух. Тој е оној кој ќе ви даде и желба, а и сила да се спротиставите на делата на телото. Ке го прочитам првиот дел од стих 22. А плодот на духот е. Забележете го контрастот во овој дел од посланието. Од една страна, Павле пишува за делата на телото, а од друга страна за плодот на духот. Секој човек мора да направи избор како ќе живее, воден од телото или воден од духот. Оние кои му припаѓаат на Христос ќе го покажат плодот на духот. Подоцна ќе ги прочитам стиховите кои објаснуваат што е плодот на духот. Но сетете се дека уште во Јован глава 15 Господ Исус зборува за носење плод. И неговата главна поента е дека без него не можеме да носиме плод. Божјата волја за нашите животи е да дадеме што повеќе плод, но тоа не можеме да го постигнеме со своји сили. Во една од параболите, Исус вели дека оние кои му се послушни даваат плод. Некои 30-кратно, други 60-кратно, трети 100-кратно. Бог сака да бидеме како грозд кој е дел од лозието и дава големи и сочни плодови. Пред да почнеме со читање на стиховите кои го објаснуваат плодот на духот, сакам да кажам уште неколку нешта кои ќе ни помогнат да сватиме како можеме да даваме повеќе плод. Прво, тоа што треба да го имаме на ум е дека духовниот плод е дело на Господ Исус Христос преку Светиот Дух. Тоа е она кое Исус сака да го направи во и преку нас. Токму затоа често велам дека Исус не бара од нас да живееме како христијани, туку да му дозволиме тој да живее преку нас. Поради грешната природа која живее во нас, самите не можеме да дадеме духовни плодови. Интересно е тоа што во 7 глава од посланието до римјаните, апостолот Павле вели дека сама по себе новата природа нема сила. Тој вели: сакам да правам добро, но немам сила. Тоа е проблемот со многумина од нас денес. Мислиме дека е доволно да поверуваме во Исус и потоа, по автоматизам ќе растеме во верата и светоста без никаков удел од наша страна. За да ви објаснам како Светиот Дух действува преку нашата нова природа, ќе искористам една илустрација. Имам пријател кој има релативно мал ранч и често го користи за одмор и рекреација. На самата средина од ранчот се наоѓа неговата викендица, а околу неја има неколку дрвја кои раѓаат овошки. Некои од нив раѓаат портокали, други авокада, трети праски и неколку мали дрвца кои раѓаат лимони. Ако имате можност да отидете на неговиот ранч, ќе забележите навистина прекрасна и многу разнобојна гледка. Додека е на ранчот, една од омилените активности на мојот пријател е да ги гледа дрвјата и да се восхитува на нивната убавина. Има периоди од годината кога дел од дрвјата не раѓаат плодови. Некогаш има само неколку авокада, некогаш има само портокали и лимони, а друг пат само праски. Но секогаш има по некој плод барем на едно од дрвјата.
Ако одгледувате дрвја кои даваат овошје, знаете дека самите тие не можат да дадат плод доколку не се исполнети неколку услови. Например, ако дрвото нема доволно сончева светлина или доволно вода, тоа нема да даде добар плод. Или, ако дрвото не е заштитено од штетници, нема да даде плод. Така е и со христијанскиот живот. Иако самите не можеме да дадеме плод, сепак од нас зависи дали ќе ги исполниме условите кои ќе резултираат со давање многукратен духовен плод. Како што на дрвото му се потребни светлина, вода и заштита од штетници за да даде плод, така и на христијанинот му е потребна Библијата, молитвата, заедништвото и заштитата од гревот, за да може да роди што повеќе духовен плод. Самиот факт што не можеме да направиме плодот да расте во нашиот живот, не значи дека сме ослободени од каква било одговорност во однос на ова прашање. Наша е одговорноста за тоа како реагираме во време на искушение и слично. Наша е одговорноста за тоа како го минуваме времето во текот на денот. Начинот на кој реагираме на овие секојдневни ситуации ќе ни го даде одговорот за тоа дали и колку ќе носиме плод. А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против такви нема закон. Првиот дел од плодот на духот е љубовта. Секој кој е читал Библијата знае дека најдобриот опис на љубовта се наоѓа во глава 13 од првото послание на апостолот Павле до црквата во Коринт. За да ја разберете таа глава, потребно е да го знаете и контекстот и причината зошто апостолот пишувал токму на таа тема. Главната замисла на глава 13 од првото послание до коринтјаните не била да биде текст кој ќе се печати и врамува за да се закачи на зид, ниту пак текст кој ќе се чита само за време на свадби. Апостолот Павле го напишал тој текст во врска со користењето на духовните дарови во црквата. Во Новиот Завет јасно пишува дека секој искрен и новороден христијанин го има во себе Светиот Дух, а поради тоа има и духовен дар кој може и треба да го користи во изградба на црквата. Пишувајќи за тие дарови, Павле вели дека треба да се користат, но во љубов. Со други зборови, даровите треба да се користат паралелно со плодовите. Љубовта е најголемата и најважната христијанска особина и затоа е од исклучителна важност за христијанинот. Павле оди дотаму што вели дека дури и да дадеме се што имаме, ако љубов немаме, се ни е напразно и нема вредност во Божите очи. Во 1 Коринтјаните 13, тој пишува за неколку суштински особини на љубовта, а едно од нив е следната. Љубовта не го бара своето. Со други зборови, љубовта го бара доброто на другиот, и Господ Исус многу добро го покажа тоа со својата смрт и воскресение. Следејќи го неговиот пример, ние сме повикани преку силата на Светиот Дух да живееме за доброто на другите. Павле ја споредува црквата и нејзиното функционирање со човечкото тело и вели дека, како што во телото сите органи функционираат заедно и си помагаат едни на други, така и во црквата христијаните треба да функционираат како едно и да живеат на таков начин што ќе си бидат благослов едни на други. Сето тоа е можно преку Божјата љубов која ги менува нашите животи. Така што, кога во Јован 15 читаме за носење плодови, тоа всушност се однесува на плодот на Светиот Дух. Како и во однос на спасението, ние не можеме со своји сили да направиме овие плодови да се покажат во нашите животи. Тоа е поентата на целото послание до галатјаните, дека ниту спасението, ниту светоста не можат да се добијат преку своји сили, туку за нив ни е потребна Божјата благодат и Божјото дејство. Пример, кротоста е исто така дел од плодот на духот. Сте се обиделе ли некогаш да бидете кротки, но во своји сили? Предпоставувам ви одело добро некој кус период, но по некое време сте го изгубиле трпението и сте избувнале. Не можете да бидете кротки без помошта на духот. Во следните неколку минути, накратко ќе го прокоментирам плодот на духот. Но пред да го сторам тоа, сакам да напоменам дека токму плодот на духот е еден од симптомите на вистинската христијанска вера. Затоа, ако тврдите дека ја поседувате христијанската вера, сакам да ве прашам, можат ли луѓето да го забележат плодот на духот во вашиот живот?
Првите три нешта кои Павле ги спомнува се љубов, радост и мир. Следните три се долготрпеливост, благост и добрина. И се квалитети кои се однесуваат на нашето општање со луѓето. А последните три на нашето општање со Бог: верност, кротост, воздржливост. Кога читам за плодот на духот, си замислувам триаголник. На еден од долните агли се наоѓаме ние, на другиот луѓето, а на горниот агол се наоѓа Бог и сите сме поврзани. Секој кој е вистински христијанин ќе ги има љубовта и радоста во срцето. Секој кој живее живот воден од телесните страсти, нема да може да ја доживее вистинската Божја љубов. Голем број луѓе знаат што е секс, но не знаат што е вистинска љубов. Љубовта е плод на Светиот Дух и е нешто што произлегува од самиот Бог. Токму таква љубов им дава Бог на своите деца, и ако се отворени за неговото дејствување, истата таа љубов ќе извира од нивните срца, преку зборовите и делата. Тоа е љубовта која Бог им ја дава на двајца кои се сакаат и стапуваат во брак. Затоа, браковите на вистинските христијани се поздрави од сите други бракови. Никогаш нема да ја заборавам ноќта кога ја запросив мојата сопруга. Кога прифати, се помоливме, побаравме од Бог да не води и да го благослови нашиот брак. И Бог навистина го благослови нашиот брак со неговата љубов. Кога ја запросив и кажав дека сум повикан да бидам проповедник и дека не можам да и ветам луксуз во животот. И добро е што таа воопшто не посакуваше да живее луксузен живот. Кога го загубивме првото дете и се соочувавме со голема тага, Бог ни даде љубов и разбирање еден за друг. Затоа успеавме да го пребродиме тој период и да продолжиме напред. Таква е Божјата љубов. После љубовта доаѓа и радоста. Господ Исус дојде на овој свет за да ни даде радост. Навистина сметам дека христијаните треба да се радуваат повеќе. Луѓето од светот можат да се радуваат само тогаш кога ќе купат нешто ново и скапо, кога ќе отидат на некоја забава, кога ќе добијат некое признание и слично. Но тоа не е вистинска радост, бидејќи зависи од околностите во кои се наоѓаат. Вистинската радост произлегува од Бог и христијаните ја имаат и уживаат бидејќи се сакани од Бог и имаат заедништво и општање со Него. После радоста, читаме и за мирот кој доаѓа од Бог. Религиозните обреди и традиции не можат да ви дадат мир. Само Христос може да го стори тоа. Во Римјаните 5.1, Павле вели дека поради оправдувањето по вера, ние имаме мир со Бог преку Господ Исус Христос. Потоа читаме и за долготрпеливоста, благоста и добрината. Овие квалитети треба да бидат очигледни во животот на секој вистински христијанин. Не може некој да се нарекува христијанин, а лесно да се нервира, да не се однесува со благост и добрина кон другите. Не велам дека христијаните може да се совршени, но треба да ги поседуваат овие духовни квалитети. Потоа доаѓа верноста, која првично се однесува на Бог и неговиот збор. Но верноста кон Бог и неговиот збор ќе резултира со верност во секоја област од животот. Ако сте во брак, тоа ќе значи верност кон сопружникот. Ако имате работа, тоа ќе значи дека верно и доследно ќе ги завршувате своите работни обврски. Ако сте црковен член, верноста значи дека ќе бидете верни и посветени на растежот на таа духовна заедница. Да се биде верен на Бог, значи да се биде верен во секоја област од животот. Следна е кротоста. За жал, луѓето често ја поистоветуваат кротоста со слабост. Но кротоста не е слабост. Во Библијата пишува само за две личности кои ја поседувале: Мојсей и Господ Исус. Ако ги читате оние делови од писмото каде се опишани нивните животи, ќе сватите дека Мојсей и Исус воопшто не биле слаби, туку знаеле како да ја контролираат својата сила кога тоа било потребно. Не можете да кажете дека Господ Исус беше слаб кога ги избрка луѓето од храмот и им ги преврте масите. Кротоста не е отсуство на сила, туку подчинетост на силата под Божјата контрола. Последна во овие стихови е воздржливоста или самоконтролата. Тоа е нешто кое му е очајно потребно на овој свет, а црквата има прилика со пример да покаже што значи да се практикува воздржливост. Слушнете што пишува во стих 24. Оние пак, кои се Христови, го распнаа телото свое со страстите своји и похотите.
Мислам дека следниот стих ја објаснува суштината на христијанскиот живот. Ако живееме со дух, по духот сме должни и да постапуваме. Во стих 16, Павле пишува дека оние кои живеат во духот нема да ги исполнуваат желбите на телото. Зборот преведен како живеење е перипатео и всушност значи одење по стапките на духот. Но во стих 25, зборот преведен како живееме е стоихомен и значи да се научи да се следи некого. Така што, двата збора се во некои аспекти слични, а во некои и различни. Но зборот стоихомен е навистина важен бидејќи многу добро го објаснува христијанскиот живот, кој во суштина значи учење да се следи водството на Светиот Дух. Никој од нас не почнал да оди веднаш по раѓањето. Туку сме морале да научиме како да го правиме тоа. Кога се учиме да одиме, другите луѓе ни помагаат во тој процес, но најчесто не ни е потребно да ни кажат како да одиме. Кога научивте да одите, претпоставувам дека не бевте во школа или на часови каде ви објаснуваа како се прави тоа. Пред неколку месеци имавме голем семеен собир, каде што беше присутен и мојот внук, кој имаше 16 месеци и се уште се учеше да оди. На моменти неговите нозе се тресеа и чекорењето му изгледаше многу несигурно, а и често паѓаше. Сите ние сакавме што побрзо да научи да оди, но никој од нас не го седна да му објасни како да оди. Дури и да го направевме тоа, сигурен сум дека немаше да има некаков ефект. Следниот пат кога го видов, неговото одење беше многу подобро и посигурно. Во меѓувреме, тој научил да оди со помошта на неговите родители. Тоа е начинот на кој учиме да одиме и постапките и водството на Светиот Дух. Во процесот на одење со Духот, секој од нас прави и ќе прави одредени грешки и ќе искусуваме падови. Тоа значи дека христијанинот секогаш ќе има рани на колената. Ова не го велам за да имаме изговор за нашите гревови, туку за да бидеме свесни дека одењето по Духот е процес кој се учи цел живот. Иако предавањата, поуките, проповедите и книгите можат да ви помогнат во овој процес, сепак, најважните лекции поврзани со одењето по Духот ќе бидат лекции кои самите ќе ги учите, а луѓето околу вас ќе бидат тука да ви помогнат и да ве поддржат. Немојте ни за миг да очекувате дека тој процес на учење ќе биде совршен. Секој кој оди по Духот ќе падне кога тогаш. И тоа нема да се случи само еднаш. Знам дека тие падови некогаш болат многу, но важно е да учиме од истите и да не ги повторуваме. Јас сум христијанин долги години и се уште паѓам. Не се гордеам со тоа, но исто така и не сакам да го кријам. Кога ќе паднете, најважно е да не останете долу, туку да се покаете, да го примите Божјото простување и со неговата сила да станете и да продолжите напред. Јас лично секој ден го почнувам со молитвата: Господе, не можам сам. Потребна ми е Твојата сила за овој ден и сакам Ти да живееш преку мене. Неретко се случува кратко после таа молитва да сум во кола и некој да ми пресече пат во сообраќај. Тоа е вистинскиот тест за мојата вера. Дали ќе се изнервирам или ќе дозволам Божиот мир да дејствува во мене? Некоја се случува да се изнервирам и да викнам по некој што ми пресекол пат во сообраќајот. Но по кратко време си мислам: што направив? Зарем пак паднав? Во такви ситуации барам простување од Бог и продолжувам напред. Да не бараме лажна слава. Луѓето кои живеат по Духот и во чии животи се пројавува плодот на Светиот Дух, ќе бидат во искушение да помислат дека тоа е од самите нив и може да паднат во замката на гордоста. Затоа Павле им вели да не бараат лажна слава за себе, туку за се да му ја дадат славата на Господ Бог. Еден друг да не се предизвикуваме, еден на друг да не си завидуваме. Како што можете да забележите, живеењето по Духот има практична примена, не само врз нашиот личен живот, туку и врз меѓусебните односи со другите луѓе. Нека Бог ни помогне да ги разбереме овие нешта и секојдневно да ги практикуваме. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.